Почитувани гледачи, со најновите информации за најважните случувања кои што го одбележаа денешниот ден во Полошко, започнуваме веднаш. Православните верници денес го чествуваат празникот посветен на светиот Климент Охридски. Во Божите храмови се служеат црковни богослужби. Денот е неработен за сите граѓани на Македонија. Денес православните верници го чествуваат празникот посветен на светиот Климент Охридски. Тој бил првиот словенски писател и просветител и првиот словенски епископ. Свети Климент е светител од општословенско значење кој многу брзо по неговата смрт бил канонизиран. Се претпоставува дека се родил во периодот од 830 до 840 година. Во пространото Климентово житие пишува дека тој го познавал Методиевиот живот како никој друг, бидејќи пошол со него од најмлади години и со своји очи ги видел сите дела на својот учител. Поради оваа блискост со светиот Методи и најверодостојна и најподржувана е тезата дека тој потекнувал од Македонија или од Струмичко-Брегалничката област каде со словенското книжевство управувал светиот Методи пред да замине во Мала Азија, или од Охрид или пак со помала веројатност од Солун. Во Божите храмови денес се служеат црковни богослужби. За животот и делото на светиот Климент Охридски беседеше отец Александар Стојановски. А тоа што е особено важно за нас е дека по смртта на светиот Методи, свети Климент Охридски дошол во Македонија, каде што постанал епископ на градот Охрид, заедно со свети Наума Охридски, бидејќи двајцата беа сотрудници на божествените и равноапостолни Кирил и Методи. Доаѓајќи во Охрид, таму ја основа Охридската книжевна школа. Низ тој прв свето Климентов Охридски универзитет помина од 3000 до 3500 ученици кои што се учеа да бидат свештеници, учители, просветители на народот. Она што е особено важно за свети Климент Охридски е тоа дека тој има напишано многу беседа, дела и поуки кои за жал честопати и не ги знаеме, кои за жал не се доволно проширени, а во своите поуки и дела тој се гледа како вистински просветител, кој го повикува народот да учествува во светите литургии, да се кае за своите согрешенија, да се причествува со телото и крвта Христови. Климент Охридски ја продолжил духовната и хуманата дејност на неговите учители и светите браќа Кирил и Методи за описменување на народот. Тој е создавач на кирилското писмо и творец на Охридската книжевна школа. Денешното образование да го споредиме со образованието од свети Климента. Гледате дека денес образованието е многу опремено со нагледни средства и со многу други работи. Меѓутоа, честопати нагледните средства не ја достигнуваат целта. Бидејќи современото светско образование, човекот честопати гледа да го направи една енциклопедија, да го наполни со мноштво податоци и познавања, од математиката, од хемијата, од биологијата и така натаму, но не гледа да го воспита образот Божи во човекот. А свети Климент Охридски гледаше тоа, да го воспита образот Божи во човекот. И самиот термин образование потекнува од тоа. Ние сме создадени по образ Божи, а наша цел е низ личниот подвиг да се уподобуваме на Бога. Односно да го градиме, да го чуваме, да го усовршуваме тој образ кој даром ни е даден, кој Бог даром го дал на човекот кога го создал светот. Но што гледаме? Честопати гледаме енциклопедиски образовани луѓе, но за жал истите енциклопедиски образовани луѓе живеат неморално, живеат на дното. И ќе ви кажам и некои примери. Замислите колку нашите наставници и просветители во последно време му придаваат значење на така наречената ноќ на вештерките. Мислам дека тоа беше скоро, пред месец дена, кога децата ги маскираат во најразлични неподобни образи. Зарем тоа е верата и образот кој свети Климент го предаваше? Зарем различните маскембари во кои луѓето се маскираат и го помрачува образот Божи, зарем е тоа верата и образованието кој свети Климент ни ги даваше? Кога свети Климент го гледа тоа, сигурно се натажува многу заради тоа што он е небесен
молитвеник, неговата душа е жива и стои пред Бога и се моли и за овој народ, и за оваа земја, и за оваа црква. Затоа образованието не е ни маскенбал, не е ни ноќ на вештици, не е ни учење на децата и учениците дека Бог не постои, бидејќи со таквите учења човекот стекнува енциклопедиско образование од науката, но го помрачува образот Божи и чуму од тоа образование. Бидејќи има многу енциклопедиски и учени образовани луѓе кои немајќи го образот Божи во себе си, кои не градејќи го образот Божи во себе си, со своето знаење нанеле штета. Знаењето треба да биде проткаено со верата. Како кај Свети Климента бил образован, знаел, но неговото знаење, неговиот интелект бил цврсто проткаен со неговата вера. И ги гледаме успесите. Ни оставил небројно наследство. Ни оставил голем број на преведени богослужбени книги. Ете тогаш, само кога образот Божи е споен со интелектот, само тогаш можеме да зборуваме за образован човек. Воспротивно, без Бога и без образот Божи имаме див човек со многу знаење. Денешниот ден, 8 декември, денот посветен на Светиот Климент Охридски, е наработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец од Тетово синоќа приреди традиционален концерт во чест на Свети Климент Охридски. Присутните во салата уживаа во богатата музичка програма. Во пресрет на празникот посветен на Свети Климент Охридски, во негова чест, синоќа во Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец во Тетово се одржа традиционален концерт. Со нотите на Рахманинов, Бизе, Хендел и други познати композитори, учениците приредија вистинско музичко уживање за публиката. Во преполната сала настапија оркестри и солисти, а беа отсвирени композиции на флейта, виолина, гитари и други инструменти. Традиционално во чест на Свети Климент Охридски, што 1991 година го празнуваме како наш патрон на училиштето и организираме свечен концерт. Ќе се представат учениците од основниот и од средниот оддел, виолинскиот оркестар при основниот оддел за почеток, крајот ќе биде со оркестарот при средниот оддел на Државното музичко училиште. Од застапени ќе бидат скоро сите инструменти што се изучуваат во училиштето: гитара, виолина, пијано, хармоника, виола, ударни инструменти, соло пеење, кларинет, флейта, да не заборавам некој, труба, најразлични автори од сите епохи. Мислам дека ќе биде интересно за публиката како секоја година. Учениците од сите години изведоа 18 музички дела на познати композитори. Аранжманот на композициите го изработи професор Гоце Симоновски. И овој традиционален концерт, како и сите досегашни, предизвика голем интерес кај тетовци, кои со долги ракоплескања ги наградија музичарите. Осми декември во Гостивар годинава се одбележа со повеќе настани. Во чест на Свети Климент Охридски, Гостиварската гимназија вчера вечер организираше манифестација со пригодно културно-уметничка програма. Претходно во Центарот за култура се одржа концерт на класична музика, а прослава имаше и во Средното техничко училиште. На пригодна манифестација со литературно читање и музички изведби во Гостивар беше одбележен празникот посветен на Свети Климент Охридски чудотворец. Прославата на 8 декември ја организираше Гостиварската гимназија. По повод 8 декември, Свети Климент Охридски, ние учениците од Средното општинско училиште Гостивар
Со помош и поддршка на нашите професори подготвивме едно мало подсетување за значењето на овој ден за писменоста во Македонија. За тоа најзаслужен е Климент Охридски, кој грижата за својот народ ја сметаше како своја храна. Присутните се потсетија на животот и делото на Свети Климент преку видеопрезентација подготвена од гимназијалците со поддршка на нивните ментори. Во културно-уметничката програма учениците се представија со рецитал, своји литературни творби, музички и драмски изведби. Читаме, пишуваме во секоја прилика, златно писмо, златни букви, кирилица, кирилица, да ја сочуваме од секоја неприлика, нашата прва азбука, кирилица, кирилица. Те почитуваме како ангел на Охридската црква. Светителу Клименте, ти, кој словенските првоучители си ја добил евангелската просвета, ти, кој избра да го изгониш бесовскиот мрак од нашата земја, со светлината на Евангелието. Ти си непоколеблив чувар на верата. Ти, просветителу на цела Македонија, го обогати нашиот народ со православие, стана градител на Божји храмови, ги изгони мрачните суеверија. Ти покажа дела апостолски, но и покрај сета почит што ти ја кажуваме, ти остана смирен. Ти, со молитва му користиш на народ, им покажуваш чуда на сите кои те почитуваат. 8 декември во Гостивар годинава се одбележа со повеќе настани. Во Центарот за култура се одржа концерт на класична музика, а во Средното техничко училиште прослава со учество на ученици од сите школи на Гостиварското подрачје. Двајца гостиварци завршиле на скопските клиники со тешки повреди од нож во тепачка што се случила вчера вечер во Гостивар. Напаѓачот бил приведен и задржан во полициската станица. Две лица се тешко повредени во тепачка што се случила вчера вечер во Гостивар. Напаѓачот е приведен во полиција, а повредените се надвор од животна опасност. Според информациите од СВР Тетово, инцидентот е регистриран синоќа во 21 часот на улицата Ленинградска во близина на училиштето Исмаил Кемали. 21-годишниот АЈ од Гостивар со нож повредил двајца гостиварци со иницијали ФФ на возраст од 30 години и МБ 23 години. Постариот го расекол на вратот, а на другиот му нанесол повреда на десната рака. Двајцата најпрво добиле помош во Гостиварската болница, а потоа биле пренесени на клиниките во Скопје, каде по извршените интервенции здравствената состојба им се стабилизирала. Во пресметката полесно било повредено уште едно лице. Од полицијата соопштуваат дека напаѓачот набрзо бил приведен и задржан во полициската станица и во координација со јавниот обвинител ќе му биде поднесена соодветна пријава. Во својот исказ тврдел дека ножот го зел од еден од повредените. Извршен е увид и се утврдуваат причините за инцидентот. На градскиот плоштад во Тетово се одбележа Меѓународниот ден на човековите права. Организатори на настанот се LGBT United од Тетово и ромската организација Романо Авази. Со настапи на музички групи и уметнички перформанси во Тетово беше одбележен Меѓународниот ден на човековите права. Организатори на настанот кој се одбележа на градскиот плоштад се LGBT United од Тетово и ромската организација Романо Авази, кои како најдискриминирани заедници одлучија јавно да проговорат за проблемите со кои се соочуваат. Ние смо Сдружение за јакнење и организирање на ромската популација. Денеска смо цел за денеска да прославиме човековите права на сите луѓе во општина Тетово. Како што гледате, сите сме собрани во центарот на Тетово и сакаме со цел, со забава и со музика да го прославиме овој ден. Бидејќи ние сите знаеме дека ромската популација денеска е за жал најдискриминирана и затоа одлучивме за да и ние нашите права да ги покажеме пред луѓето, пред власта или пред држава.
Денешниот настан беше подржан од холандската амбасада во Македонија. Многу сум среќен што сум денес овде на овој важен настан. На холандската амбасада е чест што ги поддржува настаните за човековите права. На 10 декември 1948 година Генералното собрание на Обединетите нации ја донесе првата универзална декларација за правата на луѓето. Улицата Иво Рибар Лула во Тетово се уште не е реконструирана. Поради зимскиот период се очекува оваа делница да биде асфалтирана наредната година. Општина Тетово 3 месеци реконструира коловоз во должина од 200 метри. Станува збор за улицата Иво Лола Рибар во близина на центарот на градот, каде моментално не се одвиваат никакви градежни активности. На средина од улицата се уште стојат камени блокови, а влезовите до домовите институциите се раскопани. Движењето на пешаците и возачите е отежнато. Овде што живееме ние отежнато, кал возила ги оштетуваме, знаете како е. Не можеш да комуницираш нормално. Никоме ништа не интересува за ова работа. Се чека толку долго, стварно ќе имаме проблеми. Мислам, улицата е прометна на некој начин, тука е и школото. 4 деца ги имам тука, сваки ден доаѓам ги земам од школа. Се ствара голема гужва, не може да се пројде, така што мислам дека треба да се намести. Од секторот за сообраќај и патишта велат дека реконструкцијата се одолжила поради сложената административна постапка со компанијата Евана околу подземното поставување на каблите под улицата. Коловозот сега е темпониран, но поради зимскиот период со асфалтирање ќе се започне најверојатно наредната година, изјавија од секторот. Ова ќе биде точно. Улицата до пролет може да остане само со тампон. Покрај улицата која беше една од најоштетените во градот се наоѓа Државното музичко средно училиште, поранешната зграда на Работничкиот универзитет каде се сместени повеќе државни институции и основното училиште Гоце Делчев. Утрешниот празник Свети Ѓорѓија ќе се одбележи во Туденце и во Мала Речица. Празникот Свети Ѓорѓија утре ќе се одбележи во Туденце и во Мала Речица. Во манастирскиот комплекс Свети Великомаченик Георги Победоносец во Мала Речица во 11 часот ќе се изврши мал водосвет и режење на кумските колачи, пошто ќе следува братско-сестринска трпеза на љубовта. Во манастирската црква Свети Великомаченик Ѓорги Победоносец во Тетовско Туденце пак во 12 часот ќе се одржи чинот на водосвет и режење на кумскиот колач. Црковните одбори и кумовите од двете населени места ги повикуваат верниците да присуствуваат на одбележувањето на празникот. На средбата Поповски хан беше разговарано и за грчко-македонските односи во светло на мерките за градење доверба, Балканската мигрантска рута и наметнатиот спор околу името, соопштуваат од Министерството за надворешни работи. Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Поповски и еврокомесарот за европска соседска политика и почеток на преговори Јоханес Хан се состанаа вчера во Брисел. Фокус на разговорите беа реформските приоритети, регионалните прашања и справувањето со мигрантската криза. На средбата беше истакнато дека комплетирањето на успешно реализираните реформи и спроведувањето на изборите во април 2016 година се најзначајните адути за засилена поддршка од Европската комисија и конечно Советот на Европската унија во правец на водење на пристапни преговори следната пролет. Шест афганистански деца, меѓу кои едно 6-месечно бебе, починале кога бројот кој превезувал бегалци се превртел во Егејското море во близина на западниот брег на Турција. Властите соопштија дека 8 лица биле спасени во близина на градот Измир, вклучително и 12-годишно момче. 3 лица биле повредени кога непознати напаѓачи отвориле оган во близина на трговски центар во центарот на Софија, соопшти Бугарското министерство за внатрешни работи. Полицијата нешто пред 18 часот по локално време добила телефонски повик со пријава за пукање. Турскиот министер за надворешни работи Мевљут Чавушоглу на неговиот ирачки колега Ибрахим Ал Џафари му соопштил денеска дека земјата нема да ги повлече своите војници од Ирак.
Чавушоглу му ја соопштил веста на Џафари за време на нивниот телефонски разговор неколку часа пред да истече крајниот рок кој Ирак го постави на Турција за повлекување на војската. Ирачкиот премиер Хајдер Ал Абади изјави дека турската војска влегла во земјата без дозвола. Кандидатот за председателската номинација од Републиканската партија мултимилионерот Доналд Трамп побара да се забрани влез на муслиманите во Соединетите Американски држави. Трамп, кој претходно бараше надгледување на џамиите и воспоставување на база на податоци за сите муслимани кои што живеат во САД, ова барање го оправдува со масовното убиство во Сан Бернандино во Калифорнија пред неколку дена, при што напаѓачите се опишуваат како симпатизери на терористите од Исламската држава. За прв пат црвен аларм во Пекинг поради загадувањето. Наредбата важи од утрово до четврток, кога се очекува времето да се промени и ветро да го однесе смогот. Градот досега беше влезен во портокалова фаза, односно градежните работи беа ставени под контрола, а беше воведена и мерката пар-непар со која на автомобилите со парни и непарни регистарски таблици им беше забрането возење преку еден ден. Во некои делови од Пекинг луѓето може да гледаат само на 200 метри оддалеченост. Воздухот е исполнен со отровни честички, поради кои луѓето би можеле да се разболат само поради тоа што се надвор. Предпладне по котлините имавме магливо време со ниска облачност, а попладне со делумно расчистување. На повисоките места и планините беше сончево со мала до умерена облачност. Утринските температури се движеа од 0 до 3 степени, а дневните од 4 до 7 степени. Според метеоролозите, утре не очекува малку до умерено облачно време, предпладне со појава на магла по котлините. Ќе дува слаб, а кон крајот на денот умерен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од -2 до 0 степени, а дневните од 1 до 5 степени. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви посакувам пријатна празнична вечер.